Господ да ја благослови Македонија. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 5 годишнината од загинувањето на председателот на Република Македонија Борис Трајковски. А јас би сакал да можам да се потсетам на овие мигови со мисла, дека сум им советувал на луѓето да живеат според музиката на подобрите ангели, да не им го правиме на другите тоа што не сакаме нам да ни го прават. Тука ќе потсетам на една поетска мисла која вели да застанеме едни пред други и долго да се гледаме во очи, за да можеме да го одбранеме она што ќе ни се роди. Да можеме да кажеме, да, ова е првата пролет по потопите. Пријатели мои, ајде да изградиме иднина каква што заслужуваме. Во моментов сите ние мораме да се бориме за заедничка цел, да го подобриме животот на нашиот народ. Господ нека ве благослови и сите, Господ да ја благослови Македонија. Борис Трајковски, вториот претседател на самостојна и независна Република Македонија. Човекот кој повеќе од кој да е личност во современата историја на Балканот даде се за да ги зближи луѓето. Во неговата родна земја Македонија, цел му беше да ги натера сите граѓани, и македонците, и албанците, и сите други, да работат на остварување на неговата визија за Македонија, земја на луѓе со различно потекло, религии и култури, но обединети во визијата за економски просперитет, безбедност, стабилност и соработка. Неговиот поглед за Македонија беше 20 години понапред. Борис Трајковски, човекот кој целосно го живееше својот живот, кој постојано патуваше, учеше од другите и вложуваше во себе за да ја помогне на Македонија. Како христијанин Трајковски знаеше дека животот е краток и дека немаме секогаш време да ги сториме или да ги кажеме сите посакувани нешта. Знаеше дека е најважно да дадеме се од себе во нашиот краток престој на земјата, зад себе да оставиме траен и позитивен белег во животот на оние околу нас. Тој зад себе остави многу затоа што веруваше во себе, во народот и во својата Македонија. Преземањето на председателската функција представува голема чест, одговорност, но истовремено за мене и голем предизвик. Ветувам дека како председател на сите граѓани, без оглед на етничката, верската и партиска припадност, ќе работам заедно со вас, а се со цел Македонија во новиот милениум да стане стабилна и просперитетна европска држава, со развиена демократија, со висок степен на почитување на човековите права и слободи, со пазарна економија и со повисок животен стандард за нејзините граѓани. Верувам дека ќе успееме во овие намери, иако се уште на сите ни се свежи некои непријатности што се случија во текот на изборниот процес. Меѓутоа, сега не е време да живееме со ова. Најзначајно е дека сите учиме и дека демократијата победи. Неопходно е сите ние заедно, без оглед на партијската припадност, заеднички да се здружиме за добробитот на Македонија и нејзините граѓани. Се има свое време. Време за раѓање и време за умирање. Време за садење и време за откорнување. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се прегрнуваш и време кога се одбегнуваат прегратките. Време кога се добива и време кога се губи. Време кога се чува и време кога се растора.
Време кога се сака и време кога се мрази. Но, пријатели мои, сега е време за лекување и градење мир. Господ да ја благослови Македонија. 26 февруари 2004 несомнено е еден од најтрагичните датуми во современата македонска историја. Изутрината на тој студен и мlaглив ден во непосредна близина на Мостар, каде што требаше да биде одржана меѓународната донаторска конференција за Босна и Херцеговина, на која уште еднаш требаше да биде презентирана Република Македонија како лидер на мирот, стабилноста и добрососедството и на соработката во овој дел на светот, во авионска несреќа загина претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, државник, миротворец, хуманист и најмногу од се човек од народот и за народот. Македонија го загуби претседателот Борис Трајковски, човекот чија големина извираше од неговата едноставност и непосредност, човекот кој веруваше во својот народ и кој мирот го сметаше за единствена судбина, а диалогот, меѓусебното почитување и уважување за единствен начин на комуникација. Трагичната смрт која болно одекна во Македонија и во светот го затекна во извршувањето на уште една хумана мисија на подавање рака на помош, соработка и на афирмација на Република Македонија и на незините вредности. Уривањето на Владиниот Кингер на кобната кота 524 во близина на Мостар за секогаш не оддели од него нашиот председател Борис Трајковски и од неговите најблиски соработници Димка Илковска-Бошковиќ, Ристо Блажевски, Анита Кришан-Лозановска, Миле Крстевски, Борис Велинов и Јаце Божиновски и од членовите на екипажот Марко Марковски и Бранко Ивановски. Но истовремено им обезбеди достојно место во незаборавот и во колективната меморија на граѓаните на оваа земја, Република Македонија и на целиот мирољубив и прогресивен свет. Преку етерот москавично се прошири веста. Во близина на Мостар се урна Владиниот Кингер, со кој патуваа претседателот Борис Трајковски и неговите најблиски соработници. Соопшти македонското радио Радио Скопје, из утрината на тој морничав 26 февруари 2004 година. Македонско радио Радио Скопје. Вонредни вести. Според неофицијални информации и според веста што ја објавија сите босанско-херцеговски медиуми, како и странските, а која е потврдена од контингентите на НАТО и СФОР, авионот со кој председателот на Република Македонија Борис Трајковски леташе за Мостар за да учествува на меѓународна конференција, 15 минути пред слетувањето се изгубил од радарскиот систем. Неофицијално авионот се урнал пред Столац. Се чека официјална потврда на веста од кабинетот на председател Трајковски. Македонија занеме, нестрпливо, со страф очекувајќи ја секоја нова информација од Мостар и потајно надевајќи се, но за жал вистината беше сурова. Означивме точно 15 часот и 30 минути. Македонско радио, Радио Скопје. Владневен вестник. Пред микрофонот е Свето Стаменов. Почитувани слушатели, Република Македонија денеска остана без својот председател. Председателот Борис Трајковски изутрината загина во авионска несреќа во близина на Мостар, каде што требаше да учествува на конференцијата за инвестирање во Босна и Херцеговина. По тој повод, подпредседателот на владата на Република Македонија, Јован Манасиевски, околу 13 часот и 30 минути им се обрати на медиумите и еве што истакна. До овој момент имаме официјална потврда дека авионот е во кој што патуваше председателот со неговата делегација дека е паднат. Имаме потврда од два извора, и од федералните власти на Босна и Херцеговина и од СФОР, кој што го контролира воздушниот простор на Босна и Херцеговина. Добивме допис и од пред околу 1 час од Министерството за безбедност на Босна и Херцеговина, подпишан од заменик министерот на ова министерство, во кое што се вели дека нешто пред 11 часот лоцирано е местото каде што е паднат авионот. Тоа е на подрачјето на планината Рисник во општината Љубиње. Она што е многу значајно во овој момент е дека официјални лица се уште немаат извршено увид
на местото на несреќата. Тоа се должи на фактот што се работи за екстремно непристапен, тежок терен и дополнителни исклучително лоши временски услови кои што владеат на тоа подрачје. Во авионот со кој што патуваше претседателот на Републиката, покрај претседателот беа и господја Димка Илкова Бошковиќ, советник во кабинетот на претседателот, господин Ристо Блажевски, советник, господја Анита Лозановска Кришан, соработник во кабинетот на претседателот, господинот Миле Крстевски, раководител на сектор во Министерството за надворешни работи, господата Велинов Борис и Јацо Божиновски од обезбедувањето на претседателот Трајковски и пилотите Марко Марковски и Бранко Ивановски. Значи 7 члена делегација и 2-член екипаж. Борис Трајковски е роден на 25 јуни 1956 година во Струмица. Во 1975 година матурира во Струмичката гимназија Јане Сандански, а потоа се запишува на Правниот факултет во Скопје, на кој дипломира во 1980 година, пошто специјализира деловно право и право на работни односи. Во 1984 година се вработува како правник во земјоделската задруга во село Ангелци, но по една година се преселува во Скопје и станува раководител на правната служба во градежното претпријатие Слобода. Во 1997 година е наименуван за шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Киселавода, а во декември 1998 година станува заменик министер за надворешни работи. За време на Косовската криза во 1999 година беше прв човек на владиното тело за справување со кризата и ја координираше помошта за бегалците од Косово. Трајковски влегува во политиката во 1992 година кога станува член на ВМРО ДПМНЕ. Во 1996 година е назначен за секретар за меѓународна соработка на ВМРО ДПМНЕ, а поради одличното познавање на англискиот јазик, партијата често го испраќа со работни задачи во странство. Подоцна станува и главен политички советник за надворешна политика на поранешниот лидер на ВМРО ДПМНЕ Љупчо Георгиевски. Трајковски беше и член на претседателството на невладината организација Паневропско движење на Република Македонија и на меѓународната конференција Решавање на конфликти со седиште во Атланта. Учествуваше на многубројни меѓународни конференции со теми од решавање на конфликти, верска толеранција и верска слобода, а повеќе од 12 години бил претседател на младината на Обединетата методистичка црква во поранешна Југославија. На 15 декември 1999 година беше инаугуриран како втор претседател на Република Македонија и на таа функција останува се до трагичниот 26 февруари 2004 година. На претседателот Трајковски светот гледаше како на млад лидер со прозападна ориентација, како миротворец кој избегна граѓанска војна во Македонија. Владите на западните земји го смета за најспособен политичар кој ќе ја гарантира стабилноста во Македонија. По конфликтот на Косово, кога светот стравуваше дека кризата ќе се прошири во Македонија, претседателот Трајковски инсистираше дека е можно само мирољубиво решение базирано на мултиетничка демократска држава. Тој имаше клучна улога во потпишувањето на рамковниот договор во 2001 со што му беше ставен крај на оружениот конфликт во Македонија. Претседателот Трајковски им беше посветен на демократските идеали, слободната пазарна економија, отвореното општество и на владењето на правото, вредности кои се рефлектираа во неговата кампања и во неговиот мандат. Тој беше страствен бранител на македонските интереси, залагајќи се за вклучување на Македонија во Европската унија и во НАТО, како и во другите евроатлантски структури. Уште од почетокот на неговиот мандат тој беше активен на меѓународен план,
остварувајќи многобројни билатерални средби со шефови на држави и влади. Говореше на голем број меѓународни форуми, какви што се Светскиот економски форум во Давос, Советот на Европа, Обединетите нации, процесот за соработка во Југоисточна Европа, како и во парламентите на повеќе земји. Неговите активности беа насочени кон поголема соработка и унапредување на односите на Република Македонија со сите држави. Одржуваше блиски контакти со премиери и председатели на држави и беше лидер на југоисточниот регион на Европа, потикнувајќи поголема соработка и помирување. Активно учествуваше во создавањето на Јадранската повелба, соединувајќи ги Македонија, Хрватска и Албанија за колективно лобирање за членство во НАТО. Председателот Трајковски ќе остане запаметен и како прв председател методист во една православна земја, кој активно работел како лаички проповедник во Евангелско-методистичката црква во Македонија. Тој беше во брак со Вилма Трајковска 20 години и татко на 2 деца, Стефан и Сара. Неговиот живот може да се сумира како чин на љубов и преданост кон семејството, пријателите, нацијата и кон Бога. Борис, уште како мал, беше многу трудолюбив и упорен и сакаше работите што се исправни и што се дадени како задача да ги заврши по секоја цена. Се сеќава неговиот брат близнак Александар Трајковски. Борис Трајковски е роден во Струмица. Се школувавме во училиштето Моше Пијаде, сегашно Виде Подгорец. Средна школа во гимназија Јане Сандански, факултет студираше во Скопје на правен факултет. Паралелно со студиите и како средношколец он го учеше интензивно англиски јазик и еден период на 2 наврати беше во Англија да го усавршува јазикот. Он беше трудолюбив, беше упорен, сакаше, тој го покажа во мандатот како председател, сакаше некои работи што се исправни и што ми се дадени задача во школото да ги заврши, па без разлика на упорноста. Се сеќавам во осмолетката имаше една лектира, се викаше Пасквелија од Живко Чинго. Он сакаше да ја прочита и да ја напише лектирата. Ја бараше скоро месец дена. Може да имаше 2 примерка во Струмица и успеа да го земе едниот примерок, да го прочита и да го напише во лектира. Беше трудолюбив, сакаше на децата, на сите деца да помага во учење, во играње, во работење. Преди се он во политиката влезе благодарение на мојот постар брат Мојсеј. Мојсеј е еден од основателите на Општински комитет на ВМРО ДПМН во Струмица и по негова заслуга Борис влезе 1992 година во партијата. Влегувајќи во партијата, он сакаше да помогне на партијата со пријателство и контактите што ги имаше на западот, во Германија, Англија. Конкретни примери, имаше средба со Хилари Клинтон, уште кога не беше бил Клинтон председател. Они се биле на некој конгрес во Америка, уште тога и се биле пријатели. Имаше средба со Маргарет Тачер, не може да сетам на годината, мислам 94-95 година. Прва поголема средба имаше 92 година со предходниот или бившиот председател на Америка Џими Картер.
заедно со Лючо Георгиевски, мојот брат ја искористи пријателството со Джими Картер, отидоа во Америка и фактички Картер беше запознаен со партијата, таму нашата партија или ВМРО-ДПМН е била промовирана како терористичка организација, меѓутоа благодарение на авторитетот на Борис се сватиле луѓето од не е терористичка организација, од е сериозна партија и овозможи да 98 година ВМРО-ДПМН ги добија изборите. Самото пријателство на Хилари Клинтон се потврдува кога 1999 година Борис беше координатор за бегалската криза во Македонија, само што пристигнала во Скопје, се сретнува со тогашниот председател Киро Григоров, му кажала кај е Борис Трајковски, сакам да се сретнам со него, да се видим. Он како заменик министер ја извршуваше функцијата како министер за надворешни работи и плюс како координатор за бегалската криза, мислам косовската криза за бегалци. Пети март 2004 ден што ќе се памети за секогаш, ден кога Македонија се прости од својот сакан председател Борис Трајковски, човек од народот и со народот. Скопје беше претесно да ги прими сите оние што со нескриена болка и искрена почит дојдоа да се збогуваат со него. Македонија денеска на нозе, достоинствено и со пиетет се простува од својот председател Борис Трајковски. Стотици илјади граѓани со нескриена болка, немо со тага и со искрена почит, простум на скопските улици го испраќаа својот председател на последното патување до неговиот вечен дом. На погребот на председателот Трајковски присуствуваа повеќе од 60 делегации од светот, повеќето и на невисоко ниво, а го пренесуваа повеќе странски национални телевизии. Во преносот на македонската телевизија се вклучуваа и големите светски телевизиски мрежи CNN, BBC и Sky News. Пред вечниот дом на председателот Трајковски во алејата на великаните на градските гробишта Бутел край Скопје, од него се простија лидерот на партијата ВМРО-ДПМН Никола Груевски, Романо Проди од името на Генералната заедница и премиерот Бранко Црвенковски. Во името на Евангелско-методистичката црква на кој припаѓаше председателот Трајковски, со пригодно обраќање се прости епископот за Централна и Источна Европа Хајнрих Волетер. Богослужбата ја придружуваа хорови на црквата и на операта при Македонскиот народен театар. Господ да ја благослови Македонија. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 5 годишнината од загинувањето на председателот на Република Македонија Борис Трајковски. Те обвинуваат дека си предавник, а ти го направи најпатриотското нешто.
Те обвинуваат дека си плашливец, а ти го направи најхраброто нешто. Ти, повеќе од кој било ја запре војната и ни го врати мирот. Во времето на лудило ти внесе разум, на омразата и се спротистави во твоите беседи за љубов, простување, меѓусебно разбирање. Истакна тогашниот премиер Бранко Црвенковски, простувајќи се од председателот Трајковски, пред неговиот вечен дом на 5 март 2004. Пред само 10 дена, полн со живот, полн со ентузијазам и верба во европската иднина Македонија, ти ме испрати мене во Ирска. Судбината одлучи денес јас тебе да те испрекам во незаборавниот дел од историјата на нашиот народ и нашата држава. Во овие изминати 4 години и приликите, но и оваа проклета професија наречена политика наложија во исто време да станеме и пријатели и противници, и да соработуваме и да се критикуваме. Но она што со сигурност го знам е дека во сите клучни моменти при донесување на најтешките одлуки за иднината на нашата држава, секогаш бевме заедно, на иста страна, полесно разбирајќи се меѓусебно отколку дури и со своите сопартици. Честопати пловеше спротивно на ветерот, недоразбран, обвинуван, без доволна поддршка. Во 2001-та ти беше најзаслужниот што не ни се случи катастрофа. Стоечки ги издржа сите критики. Те обвинуваа дека си предавник, а ти го направи најпатриотското нешто. Те обвинуваа дека си плашливец, а ти го направи најхраброто нешто. Ти повеќе од било кој друг ја запре војната и ни го врати мирот. Во времето на лудило ти внесе разум. На омразата и се спротистави со твоите беседи за љубов, простување, меѓусебно разбирање. И сето тоа го правеше во твојот препознатлив стил. Искрено, едноставно, од срце и без било какви калкулации. Во една прилика ми рече: после 10 години сите ќе се уверат дека сум бил во право. Бори се, не беа потребни 10 години. Веќе денес цела Македонија ти го оддава своето признание. Трагично е за нас, а не за тебе, што твојата смрт не обедини повеќе отколку твоите заложби како председател. Трагично е за нас, а сатисфакција за тебе, што денес сите сме свесни дека беше почитуван повеќе во светот отколку во сопствената држава. Многумина по добивањето на трагичната вест се запраша што ќе биде со Македонија по твојата смрт. Таквите ниту ја знаат Македонија, ниту те знаеле тебе. Македонија го знае својот пат. Македонија знае каде е низината иднина. Најголема желба му беше да ги обедини граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната верска, етничка или политичка припадност. Денеска сме сите тука обединети и сите се согласуваме дека мораме да го продолжиме патот на кој тој упорно инсистираше. Патот кој овој народ во оваа држава треба да го направи посреќен, побогат, а земјата мирна и стабилна. Со голема болка во срцето од својот сопартиец и пријател Борис Трајковски се прости лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во тој студен и тажен 5 март. Како председател на Македонија мислам дека најголемиот напор и желба му беше да ги обедини граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната верска припадност, етничка припадност или политичка припадност. Денес сите ние сме тука обединети, и македонци, и албанци, и христијани, и муслимани. И од сите партии. Ние неговите од ВМРО, тука и СДСМ, и ДПА, и ДУИ, и сите други. Сите се сеќаваме на неговите пораки и сите се согласуваме дека мораме да го продолжиме патот на кој тој упорно инсистираше. Патот кој овој народ во оваа држава треба да го направи посреќен, побогат, а земјата мирна и стабилна. Дури оние кои најмногу ги негираа неговите напори, денес се горди што го имавме како држава. Тој остави неизбришлива трага во македонската историја. Ова не е време за ривалство меѓу политичките партии, ниту е време за краткорочни и лукративни поени.
Власта, политичарите и избраните претенци исто така не смеат да си дозволат нивните емоции да раководат со нивниот разум. Се обраќам во оваа време, кое повеќе од кога било порано бара единство кај сите граѓани, независно од верската и национална припадност. Ова не е време на гневот и лутината. Колку и да се оправдани, да ги надвладеат тврстите, смирени расудувања со кои ќе пребродиме моменталната криза. Ние нема да заборавиме што ни значеше и што ни даде, споделувајќи ги својот живот и својата работа со нас. Беа зборовите на епископот на Евангелско-методистичката црква за Централна и Јужна Европа, Хајнрих Болетер. Boris Trajkovski, the president of the Republic of Macedonia, is dead. Борис Трајковски, председателот на Република Македонија, е мртов. Ние нема да заборавиме што ни значеше и што ни даде, споделувајќи го својот живот и својата работа со нас. Председателот предано и служеше на оваа нација за доброто на сите луѓе. Тој ја извршуваше неговата водечка улога како човек со христијански вредности и христијанска вера и како храбар и трпелив градител на мостови во овие времиња на затегнатости и конфликти во овој балкански регион. Борис Трајковски, непосреден, секогаш отворен со луѓето, близок со своите соработници. Се сеќава во интервјуто за Македонското радио Радио Скопје, македонскиот амбасадор во Соединетите Американски држави и некогашен генерален секретар во кабинетот на председателот Трајковски, Зоран Јолевски. Беше рано изутрина, некаде околу 8:45, може би беше и 10 до 9. Ми се јави по мобилен телефон Андри Лепавцов, кој што во тоа време беше портпарол во кабинетот, и ме информира дека авионот на председателот исчезнал. Јас веднаш ги соработите, напуштив канцеларијата и отидов во кабинетот на председателот Трајковски. Таму ми ја потврдија веста дека е точна. Пробавме да стапиме во контакт со обезбедувањето претходниците на председателот кој што отидоа со кола претходно. И он исто така ни ја потврдија веста од Мостарскиот аеродром дека авионот исчезнал. И стапивме во контакт со босанските власти, со нашата амбасада во Сараево. После тоа, некаде околу 9:30, 15 до 10, се качив горе во резиденција на председателот Трајковски. Таму беше сопругата негова, кој што исто во меѓувреме дознала за настанот. И поразговаравме околу состојбата. Не ни се веруваше, имавме надеж дека може да председателот Трајковски и неговите соработници се уште живи. И некаде веќе околу 10:30 се симнав повторно назад во кабинетот, каде што ми се јави во тоа време премиерот Црвенковски и ме замоли да се вратам, биќе знаеше кога го имам напуштено кабинетот, да се вратам во кабинетот за да можеме да ги превземеме сите потребни активности во таква состојба, таа ситуација. Во тој период бевме во перманентен контакт и со нашето обезбедување во Мостар на председател Трајковски и со босанските власти. Некаде околу 12:30, мислам 15 до 1, стигна еден факс подпишан од заменик министерот за внатрешни работи дека авионот е пронајден и дека нема преживеани. Беше посочено местото каде го нашле. Ние испративме нашата претходница да провери и ни рекоа дека нема ништо на тоа место. Тоа беше период во кој што во контакт бевме, сеќавам се на Солана, го замоливме да и он се ангажира околу потрагата по авионот. Се разбира и државниот врв превзема бројни активности. Меѓутоа се некаде до вечерта, до следниот ден фактички, до вечерта не добивме никаква потврда дека е најден авионот. Во нас имаше надеж дека
се може би преживеани. Вечерта се одржа седница Советот за безбедност, на која што се разговараше за несреќата. И следниот ден изутрина рано ни јавија дека го нашле авионот и дека нема никој преживеа. Како се чувствувате во тие моменти? Кога дознавте трагичната вест? Видите, фактички ние некаде се до 27 изутрината, додека не ни потврди дека го нашла авионот, имаше надеж кај сите нас дека се може би преживеани. Не сакавме да прифатиме фактот дека сите наши преследователи, колегите, нашите соработници се загинати. Мислевме дека се Господ на некој начин ги сочувал и целиот тој ден го поминавме во надеж дека се живи. Мислам, 26 ми е, во сеќавањето ми стана ден кога што не сакавме да прифатиме дека се погинати. Знам, попладнето, доцна попладнето, појдовме повторно кај сопругата на председателот Трајковски, заедно со Никола Груевски, кој што беше представител на ВМРО, го викнавме и американскиот амбасадор, во кој што побаравме дополнително ангажирање на американските војни трупи што беа во Босна. Ни беше објаснето дека има многу лоши временски услови, дека се тешки условите. Знам дека Груевски инсистираше, бараше да се продолжи потрагата и во текот на ноќта. Така да све до забарањето на 27 не сакавме да прифатиме вистината, мислам, која што ја дознавме следниот ден изутрина. Господине Јолевски, вие бевте еден од најблиските соработници на председателот Борис Трајковски и сигурно многу време сте поминале заедно. Како пометите покојниот председател? Председателот Трајковски беше голем човек, народен човек што го викаме ние, отворен за комуникација, со широко срце, голем државник, знаеше што е добро за неговиот народ и сакаше да каже јас сум слуга на граѓаните и јас сум овдека за нивниот добробит, интересот на моите граѓани, просперитетот на Македонија се главни цели во моето действување. Фактички, он за него лично воопшто скоро не се бореше ништо за него лично, туку беше главно Македонија да биде што просперитетна, што помирна држава. Иако тој период од кога почнав да работам со него беше период на изворени, на големи турбуленции. Фактички, јас се запознав со него 99 година, која беше бегалската криза. Он беше поставен за координатор на хуманитарната криза, мене ме ставија за негов прв помошник и знам, цело време работевме. Заедно немаше работно време. Он таков остане дека беше председател. Знам, обично доаѓаше во 9 наутро, така некаде, 5 до 9 и 5. И знаеше да остане во канцеларијата до 11:30. А после тоа знам и дома кој ќе ги носеше материјалите, положуваше да работи. Знам дека имаше извонена енергија. Многу малку фактички спиеше, доволно беа 2 до 3 часа спиење, а целиот преостанат дел од денот го работеше. Исто така и имаше не само изворена умствена кондиција, туку и физичка кондиција. Се сеќавам кога ќе пешачевме или кога он одеше по планината, дури не обезбедувањето, кој што се физички доста јаки, не може да го следат. Беше човек со голема енергија, голем верник во Бога и Библијата му беше се што правеше, фактички Библијата на некој начин му беше водилја, го водеше во неговите активности. Председателот Трајковски несомнено беше голем човек. За жал беше потврден на самиот ден на неговото вечно заминување, на 5 март, кога рече целиот свет се собра во Скопје, да му даде последна почит. Имав чест и среќа да патувам заедно со председателот Трајковски на голем број меѓународни конференции. Он секој пат со огромна енергија се трудеше што е можно подобро да ја представи Македонија.
беше мощен и активен, знаеше како да воспостави контакти со другите државници, знаеше како се спријатели со нив, знаеше направи пријателски контакти, што во политиката е изворено значајно. Не треба забораваме дека највисоките политичари се воедно и обични луѓе. И ако знаете да им придите на нив како кон обични луѓе, можете да постигнете голем успех. Тоа Преслав Трајковски го знаеше. Имаше изворена активна агенда, патуваше на голем број настани, меѓутоа воедно и Македонија во негово време беше домаќин на многу голем број меѓународни збиднувања. Македонија доби и лидерска улога во евроинтеграциите во регионот. Се сеќавам на наша иницијатива на Преслав Трајковски. За прв пат претставителите од регионов заеднички напишаа писмо до Европската Унија, односно пред самитот во Копенхаген, дознавме дека се многу мали шансите да има некоја референца, некој пасос, некоја реченица за иднината на регионот во Европската Унија. И подготвивме едно писмо кој што Преслав Трајковски го испратил неговите колеги, комуницираше интензивно тие неколку дена и претставителите од регионот заеднички го испратија писмото. И Европа, од која виде дека прв пат земјите од регионот после она распаѓање на Југославија, каде што обично тие самити се разговараше за поделби, за прв пат заеднички испраќаат едно такво писмо, вклучена референца во комуникето завршно на самитот во Копенхаген, и после тоа имаше на некој начин фоллоуап пред самитот во Порто Карас. Претставителот Трајковски организира средба на сите претставители самит во Охрид, каде што повторно заеднички сите претставители скочија со една декларација, барајќи од Европската Унија да дадат европска перспектива на регионот. Подсетувачи се неговите активности, можеби интересно е како успеавме на негово инсистирање за само 7 дена да организираме самит во Македонија, именно кога Коштуница беше избран за претседател на Србија. Фактички тоа беше после падот на Милошевиќ, прв демократски претседател на Србија, односно во тоа време Југославија, како се викаше. Преслав Трајковски кажа: ние ова мора да го одбележиме, бидејќи последниот диктаторски режим во регионот падна, и ни даде налог во период од 7 дена да организираме самит во Скопје. И ги собравме сите претседатели од Советот за соработка во Југоисточна Европа, и тоа беше изворена дипломатска активност. Сме патувале скоро на сите континенти во светот. Од, да кажам, Соединетите американски држави беше како, да кажам, дома ни беше Брисел, Европа, Австралија, Преслав беше во Мексико, Јапонија, Кина. Изворена политичка активност, дипломатска активност, што секој придонесе за закнување на меѓународните позиции на Република Македонија. Во сеќавањата на професионално поминатото време со претседателот Борис Трајковски, Андреј Лепавцев, советник во претседателскиот кабинет, забележува: Борис Трајковски со голем успех ја градеше својата кариера, најмногу благодарение на неговата лична способност и политичкиот сенс што го поседуваше, благодарение на вербата во луѓето и на оптимизмот кој беше една од неговите најголеми одлики. Тој човек никогаш не го заборави своето потекло и никогаш не ја прекина врската со обичниот граѓанин и напросто уживаше во тие контакти, патувајќи низ сите делови на Македонија. Неговата голема верба во Бога и неговата активност во младоста како проповедник во Евангелско-методистичката црква го направи да секој го сака, без разлика на неговата раса, неговата вера или неговата етничка припадност. Тоа животно искуство ја изгради неговата способност да влие на луѓето и да им ја објасни својата визија за Македонија и вредностите кои ги поддржуваше и промовираше. А тоа беа човековите права, пазарната економија, развиеното граѓанско општество, образованието и сето она денешка што представува конзервативни и демохристијански вредности за кои сите ние се залагаме. Кога се случи трагичната смрт на претседателот Борис Трајковски, мнозинството на македонски граѓани му вратија со огромен респект, но и се замислија во својата судбина.
Чекајќи во редот да се потпишат во книгата на жалост во Собранието на Република Македонија, многумина од нив, како личен сведок на тие настани, гледав дека многу од нив си помислија дали има крај на овие македонски несреќи и зошто повторно се случи трагедија на оваа македонска земја. Зошто мораше да загине оној што навистина од се срце работеше за својата земја, како редок припадник на нашата политичка елита, со чиста совест и верба во Македонија, политичар кај кого секогаш можевте да обезбедите прием и да му ја кажете својата мака, да ви помогне, или пак да ја посети манифестацијата што ја организирате и да ја подржи со неговото присуство. Тој немаше предрасуди, ниту предубедувања. Беше политичар со богата визија, кој живееше пред своето време. Без комплекс на припадник на мала нација, без суета и без лажно чувство за величина пред својот народ, секогаш беше спремен и да ја признае собствената грешка и да ги прости грешките на другите. Председателот Борис Трајковски беше политичар кој многу вешто и достојно представуваше нашата земја, особено на многуте настани форми во странство. Особена специјалност, можам да кажам, му беше правењето на неформалните контакти и спријателувањето со светските лидери, кој лесно ја прифаќа неговата голема преградка, непосредност и искреност. Председателот Трајковски беше многу успешен и непосреден и во контактите со регионалните лидери и секогаш ја имаше иницијативата во нивното друштво. Просто доминираше со својата појава, со својата елоквентност, динамичност, светот едноставно беше отворен за него. Председателот Борис Трајковски за време на својот незавршен мандат многу направи. Не останува на достоинствен и искрен начин да го чуваме споменот на него. Наш гостин е Стева Пендаровски, кој во тоа време беше советник за национална безбедност на председателот Борис Трајковски. Господине Пендаровски, 26 февруари 2004 година несомнено еден од најтрагичните датуми во поновата македонска историја. Не сум исклучок во таа насока, значи претпоставам дека нема човек во Република Македонија кој не почувствува тага во тие моменти кога ја слушнавме трагичната вест. На тој ден, прецизно тоа утро, јас бев член на македонската делегација која предаваше првата апликација за членство во Европската Унија, токму како представник од кабинетот на Борис Трајковски. Тој ме определи неколку дена претходно да бидам дел од таа делегација, бидејќи ако паметите, на таа апликација од едната страна е потпишан тогашниот председател, значи Трајковски, од другата тогашниот премиер Црвенковски. И отидовме со голема надеж дека тоа ќе биде отворање на едно ново историско поглавје за Македонија, апликацијата и понатаму се што следи. Поради овој трагичен настан, ние веднаш се вративме во Скопје и практично не ја завршивме таа работа заради која бевме отидени и заради која тој со години наназад беше политички ангажиран. Таму ја чувме веста, веднаш се вративме и дојдовме овдека заедно со сите други да ја споделиме тагата. И членовите на кабинетот кои беа директно врзани со него секојдневно во работењето, но и со сите граѓани на Република Македонија кои веднаш по добивањето на таа вест излегоа на улиците и започна да искажуваат својата тага. Како се сеќавате на него од оваа временска дистанца? Многу луѓе ме прашуваат, ми го поставуваат ова прашање и имам потешкотија да го разграничам тоа што беше приватно од тоа што беше професионално. Значи, да го разграничите Трајковски од председател и Трајковски граѓанин или човек е практично невозможно. Не само за нас кои работевме во тој период таму, за било кого. Оној кој имал прилика макар еднаш да се сретне со него во животот, знае дека тој не придаваше многу значење на формалните обележја на неговата функција, напротив, сакаше да го третираат, да разговараат со него како човек од народот. Значи никогаш не памтам ситуација во која со некој човек обичен, било кој од Република Македонија, па и надвор, дека се поставил од позиција на председател и дека така разговарал со него. Значи, тие две димензии, приватното и професионалното, навистина беа испреплетени тука во работата во кабинетот, на дневна основа, на дневна база, и мислам дека тоа практично него му го даде главниот белег. Тој беше председател, меѓутоа сите го чувствуваа и се однесуваа кон него како на еден од нас. Значи, таа негова човечка димензија би морала да биде на прво место, па дури по мое скромно убедување, па дури потоа сите други политички проекти и иницијативи зад кои тој стоеше. Значи, тоа е се битно, меѓутоа
тој покажа за прв пат, ми се чини, на толку високо политичко ниво, до тој момент тоа го немавме така почувствувано, дека председателот не е издвоен од народот, дека е баш дел од нашето општество, од нашава средина. Председател Трејковски беше начело на Македонија во еден од најтешките нејзини периоди. Во тој период се случи и 2001 година, една од најтешките години во современата македонска историја, односно во историјата на самостојна и суверена Република Македонија. Вие рековме бевте советник за национална безбедност. Тоа е тежок историски период. Можам да ви кажам една негова забелешка во тие години, кога се тоа помина, вели нема буквално ниту една единствена календарска година од која дојдов, вели, на некаква политичка позиција, а да беше мирно во државата. Дури као заменик министер за надворешни работи во тој период беше надлежен за координацијата на напорите на државните напори, тоа меѓуресорско тело го водеше за справување со бегалската криза. Тие 360.000 луѓе што дојде од Косово за време на бомбардирањето на тогашна Југославија. Вели буквално не дојдов и воопшто не претпоставував дека ќе имам таков период како председател. Мислев дека ќе имам се друго како обврска, но не една војна во соседство, друга војна внатре. И живееше за денот кога ќе дојдат подобри времиња. Велеше не заради себе и заради некаков политички рейтинг или кариера правење понатаму, меѓутоа сакам за граѓаните на оваа држава да дојдат помирни времиња затоа што заслужуваат. Вели на година, на две, на овој турбулентен Балкан, а ние сме во средината на тоа трусно географско подрачје, се нешто се случува кое има некакви макар индиректни консеквенции за нас. 2001 беше тешка година за сите, се разбира за оние кои ги положија животите најтешки за нивните семејства, меѓутоа тешка и за политичарите кои мораа да најдат излез од таа тешка ситуација. Тој ги, знаете дека ги предводеше напорите во тој период, прво преку планот на председателот, подосна и како практично домаќин или покровител, да речам, на процесот кој доведе до рамковниот договор, преговорите во Охрид. И него тоа тешко му паѓаше не само затоа што како на политичар му беше во мандат или во ресор да го решава. Му беше тешко затоа што он имаше една дополнителна хумана, духовна димензија. Тој постојано тоа го истакнуваше. Вели, учен сум преку верата на која припаѓам, преку религијата во која верувам, која исповедам, да не употребувам физичка сила. А во исто време беше врховен командант на вооружените сили. Едно со друго не одеше. И вели, најтешките наредби кои сум ги потпишал се указите со кои се наредува употреба на армијата кога за тоа навистина имаше потреба. Вели, тука 3 пати, 5 пати сум се премислувал, па го враќав пенкалото, па ќе го земев пак. Најтешки ми беа тие. Знам дека некој можеби може да настрада во таа акција. Воопшто категоријата насилие му беше туѓа. Не можеше да ја појми никогаш, не само за време на кризата, и преди потоа. Постојано велеше, не дај Боже да дојдеме пак во таа ситуација, и кога треба по сите проценки на надлежните структури, бидејќи тој не правеше проценки, него му даваа армиските структури и другите безбедносни сили му даваа проценка дека таму некаде навистина треба да се употреби и сила. Меѓу другите мерки, политички, дипломатски, секакви. Вели, и знам дека има потреба, знам дека е тоа образложено, повторно вели, раката не ми оди лесно да го потпишам тој документ. Председателот Трејковски за време на својот мандат и многу често патуваш и беше домаќин на странски делегации на председатели и премиери. Дали може нешто посебно да издвоите од тој период? Ова сакам да го нагласам, бидејќи тоа беше кредо во неговата надворешна политика. Вели, ние сме мала држава по сите параметри и на Балканот. Не само во европски или во светски рамки. Вели, ако ние не ги молиме другиве да не дружат, никој нема да не бара нас. Че ние немаме некоја друга сила, воена, економска, голема територија, не знам каква битна геостратешка позиција, многу е важно, вели, ние да ги бараме нив и да им кажеме, дојдете да имаме нешто да ви кажеме. Во спротивно, значи, ако малата држава влезе во синдромот на големите држави, а не е голема, тоа е погубно за една мала држава. Вели, јас со сите луѓе со кои сум направил пријателски контакт или комуникација, Буш, Колин Пауел, Солана, Робертсон во тој период, претходно не сум ги познавал воопшто. Вели, успеав да им се приближам, да им се наметнам и да им кажам дека и ние, иако сме мала држава и мал народ, имаме нешто да им кажеме. Во тоа беше тајната на неговиот успех на надворешно политички план. Просто тој не седеше тука и не го губеше времето во бесплодни политички расправи, како што ние често знаеме да губиме време дури и за битни прашања кога разговараме. Тој знаеше дека по уставот примарната задача, буквално одредбата од Конституцијата, вели, председателот ја представува државата надвор.
И тој тоа го правеше 24 часа на денот, во текот на денот. И во текот на целиот свој мандат. Од тука неговото верување беше дека претседателот е тој кој треба да иницира, да отиде, да ја каже вистината за Македонија и да ги повика луѓето да дојдат тука на лице место тоа да го утврдат. Инаку, вели, седејќи во канцеларија затворен, нема да направам ништо за Македонија. Господин Пендаровски, помина 5 години од трагична смрт на претседателот Борис Трајковски. Како е неговото место во современата македонска историја? Не е краток периодот за да се каже и тоа, можеби јас не сум најповиканиот тоа да го кажам. Меѓутоа, моето убедување, скромно убедување од она што можев да го видам во тие 3 години додека работевме заедно, е дека практично Трајковски би требало да биде запаметен како човек кој лесно преминуваше етнички граници, кој не беше дојде од една политичка партија, меѓутоа лесно правеше комуникација и со другите политички партии. Тој можеше да разговара и со луѓе во опозиција, во политичка, во религиозна, во етничка смисла. Таа нишка на обединител, на човек кој сака да разговара со сите, независно од кој бекграунд доаѓаат, би морало да биде прва негова карактерна особина, ако сакаме да го опишуваме Борис Трајковски како политичар. Значи човек кој во секој случај придонесуваше, според моето мислење, за обединување на Македонија, а не за нови делби. Навистина Македонија, како и порано и денеска покажа дека е демократска држава, каде што низ едни демократски расправи може да се постигне подобрувањето на состојбите и просперитетот на заедничкото живење на сите граѓани во Република Македонија, а особено низ носењето на или подобрувањето на законите и се разбира Македонија на патот кон европските интеграции. Денес овие расправи се разбира кулминира со подпишувањето на рамковниот документ и што тука еве ние заедно јас со 4 лидери и со улеснувачите го подпишавме политичкиот рамковен договор. Морам да истакнам фактот дека мош не сум задоволен пред се од лидерите кои за време на оваа 6-месечна расправа ги оставија настрана сите нивни интереси во функција на интересот, стабилноста и просперитетот на својата земја. Успехот тие го заслужуваат, успехот го заслужуваат сите граѓани на Република Македонија. Господ да ја благослови Македонија. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 5 годишнината од загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски. Поранешниот министер за урбанизам и градежништво и шеф на изборниот штаб на Трајковски во 1999 година, Душко Кадиевски, се сеќава на заедничката работа во владиниот кризен штаб за справување со последиците од косовската бегалска криза. Јас и Борис бевме во тој кризен штаб. Тој беше задолжен за координација на помошта, ја бев задолжен за сместување на бегалците. Така да во тој краток период успеавме ние двајцата, нели, нормално со помош на целата влада и граѓаните на Република Македонија да ги згрижиме тие 350.000 бегалци. Во тој период Борис Трајковски, кој во членството на ВМРО ДПМН и во партијата си имаше свој рейтинг, работејќи со справување со кризата, преку разните контакти, појави во јавноста, самиот некако се профилира како кандидат за претседател, бидејќи 99 година доаѓаше време за претседателски избори. Како партија на власт, одлучивме на Конгресот 99 година во Струмица да дадеме наш кандидат. На предлог мој, во соработка со останатите членови на извршниот комитет, беше предложен Борис Трајковски, беше и прифатен. Така да, од тој момент Борис Трајковски беше претседателски кандидат. Низ сеќавањата за првата средба со Трајковски, за нивната соработка, за разговорите, за искуството што го црпеше од него, како млад човек, пратеник од Владко Ѓорчев за претседателот Трајковски, ке рече:
Тој беше повозрасниот, предпоставениот, а јас бев помладиот. Во неголемиот број ситуации се согласувавме, но имаше и тешки моменти кога нашите размислувања не се совпаѓаа. Сепак, како ретко кој политичар, Борис Трајковски не ја жалеше својата енергија и своето време да ги потроши и да разговара со аргументи. Во моментот, се присетува Ѓорчев, помислував дека фактите се на моја страна, но кога ќе преспиев, сваќав дека неголемиот дел од неговите ставови беа исправни и точни. Тоа се потврдуваше и во практиката. Овие денови се прашуваат во Македонија многумина дали Македонија може да го има својот Обама, дали Македонија некој може така да обедини, дали некој ќе одговори на сличните предизвици кои што ги има или имала Македонија. И во едни од трибините по општинските комитети кога одиме или во една-две изјави кои што ги имав за медиумите го кажав следново, тоа е дека можеби Македонија го имаше својот Барак Обама во 99-та година кога беше избран Борис Трајковски. На кој начин? На начинот на тоа што Борис Трајковски беше релативно непознат една година пред претседателските избори во Македонија. Тој беше познат во дипломатските кругови. Беше познат во круговите на ВМРО ДПМН. Но за пошироката јавност, за граѓаните, тој беше релативно непознат. Македонија го запозна него за кратко време, но тоа што го запозна и го виде кај него, им се допадна на македонските граѓани. Тој доаѓаше од верска заедница која што беше и е релативно мала во Република Македонија. Но имаше доволно ширина да пристапи до сите, да им подаде рака на сите. Беше апсурдно тогаш, во време на кампањата, кога најголемите атеисти или агностици му приговара за неговата религиозност. Да не кажувам со кои се епитети тоа беше правено, со кои се придавки тоа беше правено, но тој обстоја на тоа, беше и верник, беше човек од Христа, беше човек кој што не го скриваше тоа, туку напротив го афирмираше целиот тој екуменизам кој што е карактеристичен и бил карактеристичен и за Македонија, и за ВМРО, и за Кукуш, и за Струмица, и за 19-тиот, и за 20-тиот, и за 21-тиот век. Дојде најголемата криза на македонската независност. 360.000 бегалци. 360.000 бегалци значи од прилика 17% од популацијата. 360.000 бегалци за Македонија значи како во пропорција Соединетите Американски држави да треба да примат 48, 50, 52 милиони жители или бегалци од Мексико во рекот од 3 месеци. Огромна гибел, хуманитарна катастрофа и Македонија беше во фокусот на сите светски интересирања. Борис Трајковски ги пречака тука и Тони Блер, и Герхард Шредер, и Ричард Гир, и Хилари Клинтон, и Бил Клинтон, кој што дојдоа во Македонија. Ги носеше во Стенковец, ги носеше на границата, беше главен координатор за бегалската криза. И тогаш Македонија го виде, го засака, виде колку е посветен, виде колку има меѓународни контакти и се наметна како наш кандидат. Тоа беше Борис Трајковски, кој што стана претседател на Република Македонија. Во кампањата тој кажа дека Киро Глигоров имаше коректен пристап кон него, бил татко на нацијата, татко на државата. Тој кажа јас ќе бидам син на Македонија. Тоа го кажа во Газибаба, во автокоманда, во салата и вечерта беше на сите вести, затоа што беше изводена линија на некој начин главна порака од денот. Како и неговото карактеристично слушање на химната со десната рака на левата страна, каде што е срцето, каде што беше и љубовта за Македонија. Дојде 2000-та година, Борис Трајковски беше првиот човек кој што отиде на пазарите. Тој беше председател, ги крстих средби со граѓаните, беше и во Кавадарци, беше и во други места и беше првиот човек што уште еднаш ке речем од позиција на власт како председател на државата одеше по пазарите и се гледаше со луѓето по изборите. Дојде 2001 година, беше промотор на мирот, беше оспоруван од многумина,
го носеше разумот кога искушенијата на брзите одлуки беа тука, лебдеа помеѓу сите нас. И мирот кој што се постигна е политичко наследство на Борис Трајковски. Целиот тој процес го излесе на своји плеќи, обвинувањата ги зеде на себе, објаснувањето ги зеде на себе, па дури свесно врз себе ја презеде улогата, условно кажано, тој да биде човекот што треба понекогаш да ги соопшти лошите вести или нешто што беше во функција на долгорочниот развој на Република Македонија, но во тој момент и не целосно разбрано. 2004 година знаеме што се случи. Но 6 месеци после тоа дојде една работа на која што работеше Борис Трајковски, а тоа беше уставното име. Уставното име беше признато од најголемата демократија, од најголемата држава според моќ во светот, а тоа беа Соединетите Американски држави. Во таа честитка нормално беше пишан Борис Трајковски и тоа е политичкото наследство на Борис Трајковски. Би кажал и уште еден дел од нашиот однос. Тој беше постар, тој беше предпоставен, јас бев помладиот. Имавме и ние тешки моменти. Имавме и моменти кога тој мене нешто ќе ми приговореше. Имаше и моменти кога јас ќе искажев неразбирање за некои негови чекори, за некои негови предлози. Но како ретко кој политичар или како малкумина политичари, иако јас бев 20 години помлад од него, тој не жалеше време да збори, да образложи, да се убедува, па дали тоа требало 10 минути, 15 минути, 20 минути или половина час. Значи сакаше со своите убедувања, за своите кажувања, секого да го убеди, да има диалог и да му го каже. Кога човек ќе ги сослушаше неговите аргументи кои што ќе ги понудаше, на вистина ќе се преспи една ноќ, две ноќи и ќе си кажеш, па да, може би е така, а времето покажува дека голем дел од тие политики беле исправни и точни. Пред 3 месеци бев на конвенција на британската конзервативна партија во Бирмингем. Ми доаѓа првиот секретар на чешката амбасада во Лондон и вели, ние го организиравме НАТО самитот во Прага и вика цело МНР не собра и ни ги поделуваат. И вика тие кои што беа поетаблирани, кои што имаа подобри врски, ти ќе бидеш вика придружба на Буш, ти ќе бидеш придружба на Шредер, ти ќе бидеш придружба на Ширак, ти ќе бидеш на тој вика мене ми падна да бидам придружба на председателот на Република Македонија. Јас вика си викам, па мала земја вика, има нели поатрактивни гости. Вика, ама кога доаѓаше вика Џорџ Буш и кога влегуваше во салата и таму наредени сите овие кои што предмалку ви ги спомнав, вика отиде кој еден човек, Борис, how are you? Му ја подава раката, Борис се поздравува со него, изборуваат како луѓе кои што се знаат десетина години. Срдечност и однос со каква што никој немаше. И вика тогаш јас сватив дека иако имам човек кој што е од мала држава, кој што е од сиромашна држава, од нечленка на НАТО, всушност јас имав еден од поетаблираните и подобрите председатели на кои што можев да им бидам тогаш придружба како еден од вработените во Чешкото министерство за надворешни работи. Значи тоа е политичкото наследство на Борис Трајковски. Меѓународните контакти, признавањето на Македонија, мирот во Република Македонија, политичкиот пресинг, лојалноста кон ВМРО ДПМН, лојалноста кон сите граѓани затоа што тој не беше председател само на ВМРО ДПМН вкопан во партиски ров, туку председател на сите наши граѓани. Почитувани дами и господа, во изминатава година ми беше чест да ја вршам функцијата председател на Република Македонија. Понекогаш патот беше трнлив, друг пат бев охрабрен од нашиот успех, но најважно е да останеме на курсот. За тоа треба дисциплина, напорна работа и посветеност, бидејќи таа задача не е лесна. Во текот на изминатава година забележав наплив на негативни емоции и енергија кај нашиот народ. Тоа не е добро
за нашиот морал како граѓани и за перспективите на нашата држава. Се надевам дека 2004 година кај секој граѓани повторно ќе видиме будење и на гордоста и целосен морален и духовен препород на Македонија. За таа ни малку лесна задача да биде остварена треба дисциплина, напорна работа, силна волја и целосна посветеност кон договорените цели. Навистина е можно да ги реализираме нашите желби ако работиме заеднички во атмосфера на соработка, толеранција и пријателство. Длабоко сум убеден дека следната година на нејзиниот крај ќе можеме да констатираме дека живееме подобро и посрекно од било кога во независна и самостојна Република Македонија. Функцијата председател на Република Македонија, Борис Трајковски, ја вршеше во еден од најтешките периоди што кулминира со војниот конфликт во 2001 година. Во тие најтешки моменти за Македонија и за сите нејзини граѓани, тој се определи за мирно решавање на конфликтот преку преговори и диалог. Позната е неговата мисла, подсетува председателот на Собранието Трајко Велјановски. Подобро 1000 денови да се преговара, отколку еден ден да се војува. Моја визија е да создадеме општество засновано на демократија, владење на правото и слободна пазарна економија и конечно да создадеме општество засновано на довера. Ние го правиме тоа, но тоа не е доволно само да се зборува за демократија, а криминалот и корупцијата да цветат. Ние не само што мораме да ги спроведеме реформите на владата, ние мораме да ги спроведеме овие реформи и во нашиот личен живот. Со други зборови, мораме да го применуваме оно што го зборуваме. Верувам дека многу од вас ги препознаваат овие зборови, или подобро речено, го препознаа стилот, како и начинот на размислувањето и изразувањето на председателот Борис Трајковски. Секогаш јасен, недвосмислен, но во исто времено секогаш со визионерски поглед за подобра иднина на секој граѓанин, а со тоа и на Република Македонија. Својата верба во подобра иднина тој ја гледаше како реалност, која можеме да оствариме сите заедно. Функцијата председател на Република Македонија Борис Трајковски ја обавуваше се до неговата трагична смрт во еден од најтешките периоди за Република Македонија, кулминираше со војниот конфликт во 2001 година. И во тие најтешки моменти за Република Македонија и за сите нејзини граѓани, тој се определи за едно мирно решавање на конфликтот преку преговори и диалог. Позната е неговата мисла дека подобро 1000 дена да се преговара отколку еден ден да се војува. Резултат на ова негова определба, која верувам се темели на неговиот морален систем на вредности во кој на прво место беше љубовта и човечкиот живот, беше рамковниот договор. Веднаш по подпишувањето тој ќе рече: рамковниот договор не е совршен, но ниеден договор никогаш не бил. Но тоа е најдоброто што ги имаме сега. Алтернатива за мир е војна, која што ќе изложи секого на масовни жртви, мизерија, како и губиток на перспектива за војднина. А во истовремено и поделба во сите нивоа, граѓанска, етничка, политичка, генерацијска. Борис Трајковски својата активност и својата визија за подобра иднина не ограничуваше само на својата татковина, Република Македонија, и на нејзините граѓани. Тој секогаш посебно внимание посветуваше на иднината на регионот, но и пошироко. Токму затоа во меѓународната заедница важеше за лидер во Југоисточна Европа. Со тој свој ангажман на меѓународната сцена, како и многуте билатерални средби, што ги имаше со странски државници, како и неговите познати и забележителни настапи на многу меѓународни форуми, мултилатерални конференции и меѓународни институции. Не само што е зацврсти меѓународната позиција на Македонија, туку и позицијата на регионот во целост. Една од неговите иницијативи беше и поврзувањето помеѓу Македонија, Хрватска и Албанија, како јадранска група со цел за вклучување во НАТО. Ова визија на Борис Трајковски не се реализира во целост,
Република Македонија не стана членка на НАТО само заради познатите апсурдни ставови на нашиот јужен сосед, но сепак мораме сите да бидеме поносни на фактот дека токму таа идеја за регионална соработка е вистинскиот пат кој ќе мора сите да го негуваме како за добробит на нашата иднина, така и на регионот, но и поширок. Поминуваат 5 години од трагичната смрт на председателот Борис Трајковски и на неговите осумина соработници. Тагата е индивидуално чувство кој секој ја доживува на свој начин. Но убеден сум дека Борис Трајковски со својот политички ангажман, но пред се со својата хумана визија за иднината, во која човекот е на прво место, станува дел од нашето колективно сваќање без разлика на нашата национална, верска, политичка или било која друга припадност. Тие вредности, тие негови размислувања и погледи и денеска се актуелни, затоа мислам и не обрзува да ги реализираме докрај, да ги надоградуваме и да ги развиваме. Само така ќе можеме да оствариме визијата и определбата за поубава Македонија, во која секој ќе се чувствува како слободен и почитуван граѓанин, но истовремено и одговорен за себе, за својот сограѓанин и за државата во целост. Тоа му го должиме на председателот Борис Трајковски. Господ да ја благослови Македонија. Република Македонија во ликот на Борис Трајковски имаше председател со силна меѓународна позиција, со позитивна и активна регионална политика, трансформирана во диалог и соработка. Председател кој моќта што ја дава политиката ја користеше на планот на демократијата во Република Македонија. Борис Трајковски беше председател кого власта не го промени, остана човек, непосредно и срдечно сакан и почитуван од сите граѓани. Беше личност, вели професорот Владо Поповски, со силен морален интегритет. Омилен и прифатен председател сите граѓани, силна интегрирачка личност во Република Македонија, кој што ги надмина процепите кои што беа систематски таложени и создавани во Република Македонија од 1991 година. Председателот Трајковски се вгради во еден долгорочен, многу сложен, многу деликатен и тежок процес на создавање на интегративни интереси и настојување кај сите граѓани, кај сите етнички групи. Маестрално го покажа тој негов пристап во конфликтот 2001 година. Ја покрена иницијативата за мирно решавање на конфликтот преку отварање на диалог за уставни, политички, правни реформи, што значи трансформирање на војниот конфликт кој што е катастрофален и носи катастрофи на планот на правно-политичките реформи, ресорбција, така да се каже, на проблемите на еден друг план, со голема подршка од меѓународната заедница и со непосредно учество во тој процес како олеснителни да се дојди до одреден можен компромис, кој што е база, темел и услов за обстанокот, одржливиот обстанок и развој на Република Македонија, и тоа е Охридскиот договор. Знаете дека беше под големи притисоци, иако никогаш не се ниту лесни, ниту пријатни тие притисоци, тој ги носеше стоички, гледаше подолго. И тука ќе илустрираме да ситуација од Охридскиот договор додека се одвиваше. Во еден момент, при доста контрадикции, диспути околу некои решенија во Охридскиот договор, при совпаѓање на настаните од Карпалак и други провокации, на Борис Трајковски му беше кажано од дел, од македонскиот дел на учесниците, ајде, директно ќе цитирам, ајде бе председателе, растурија ова конференција, нека си одат сите дома, па да си фатиме една офанзива како што треба, да ја водиме и да расчистиме една за секогаш. А тој одговори, Борис Трајковски, дека не можам да замислам, ниту можам да си дозволам јас, кога ќе ги пратта моите деца во школа и кога ќе помислам другите родители, кога ќе ги пратат на школа, дали ќе се вратат или нема да се вратат. Тоа беше преседател човек, не преседател политичар во на друга конотација во која политиката би се употребувала како вештина за манипулација.
тој политиката ја употребуваше за да ги промени нештата од становиште на јавниот интерес и од становиште на општото добро. По таа линија он има место кое што зрачи. Тој беше председател со светло чело, кое што предпоставувам дека натаму, кога ќе се изанализираат сите детали од неговото дело, во една историја на државната политика на Република Македонија, одбраното место ќе биде на председателот Борис Трајковски. Борис беше политичар со визија да ја види Македонија како дел од Европа, вели Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Судот за човекови права во Страсбур и пријател на председателот Трајковски. Мислам дека беше политичар со визија да ја види Македонија како дел од Европа. Малкумина знаат дека председателот беше еден од основачите на паневропското движење, едно силно невладино движење во Европа кое што се залага и го помага обединувањето на Европа. Значи, уште во самиот зачеток на тоа движење, уште во времето кога тој не бил во политиката, кругот на луѓето кои тој ги познаваше беше многоброен, може би и малку да се каже многоброен, затоа што преку сите мои контакти со луѓе на меѓународни конференции, на меѓународни собери, се повеќе осознавам колку голем бил тој круг и на вистина мислам дека внесувал огромна енергија, внесувал многу време, многу емоции за да воспостави толку бројни контакти со други државници, со политичари, со бројни експерти. Тоа зборува колку му била важна Македонија како држава, тоа зборува колку многу тој сами од себе си се внесувал за добровит на Република Македонија. Меѓутоа, она што, пошто јас ке го памтам председателот Трајковски е неговата карактерна особина да проштевам. Имав прилика на една голема меѓународна конференција да го запознам господинот Јан Фигел, кој преку паневропското движење го запознал председателот Трајковски многу порано, пред да се вклучи во политиката, и Џорџ Буш е исто така близок пријател на председателот Трајковски, и на мојата средба првото прашање на госпоѓа Лора Буш беше како е семејството Трајковски. Од денот на нашето осамостојување па до ден денеска немало ниту еден така голем проект стратешки од стратешки интерес во нашата држава, каде што за себе обезбедува силен политички, етнички или општествен консензус, особено како што е нашата намера за поднесување на апликација за членство во Европската унија. Во незиниот состав се представниците на опозиција и на власта. Станува работа за еден наднационален, надпартијски проект кој е во интерес на сите граѓани на Република Македонија. И друго што сметам дека е многу важно, а се однесува за сите нас, задачата со која сме ние соочени не може да ја направи само ова влада или само една влада или само еден председател, туку ниту еден министер, туку бидејќи станува збор за наше институционално интегрирање во рамките на Европска унија, неопходно потребно е сите да се вклучат во овој процес, бидејќи ќе трае еден подолг временски период. Република Македонија како модел на мултикултурно живење би рекол дека и една автентична вредност кој може да придонесе за Европа и за Европа, тоа е сосема на голема корист и придобивка. И еве денешниот чин на она што денеска го направивме, мислам дека и охрабрува не само домашната јавност, туку и меѓународната заедница, дека Република Македонија на овој план има разбирање, сила да постигне нешто повеќе, и сметам дека на тој начин ние придонесуваме кон она што значи заеднички вредности, европски вредности и верувања во кои ние сме убедени и сакаме да припаѓаме. Сепак сме оптимист дека но многу работи, како што и кажат, зависат од нас, дека гарантот на успехот сме самите ние. Животот на председателот Борис Трајковски може да се разбере како чин на љубов и преданост кон семејството, пријателите, нацијата и кон Бога.
Низ неговите говори, обраќања средби со моќните, но и со скромните, секогаш ја испраќаше пораката за единство, почит, помирување и простување. Тоа се залагањата што не ги остави во наследство, а кои не успеа да ги оствари докрај поради трагичната смрт. Наша задача е во негова чест, во чест на председателот Борис Трајковски, да продолжиме онаму каде што тој застана. Господ нека ве благослови и сите, Господ да ја благослови Македонија. Ова беше специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, Господ да ја благослови Македонија, по повод 5 годишнината од загинувањето на председателот на Република Македонија, Борис Трајковски. Автори на емисијата Свето Стаменов и Билјана Таневска-Спировска. Спикер Искра Чоловиќ. Аудио дизајн Бесим Кека.